Да, убаво прочита. Не спиеш, не пиеш и не јадеш доволно. Ама и не е до толку само да те натарам, да те излажам да кликнеш на видеова. Има многу вистина у ова. Има конкретни сценарија за кои што се однесува. Ке мораш ја изгледаш епизодава, за да дознаеш што точно мислев. Епизодава е за најчести грешки при тренинг и тренажен процес. Јас за издржливост, Жаре за снага. Бар така некако грубо си ги поделивме. Да. Специјално во месец февруари започнуваме со 3 дизајни на мајци. Каде тука на екран ќе ги видите. Не изгледам како глуп, кај се не знам немам појма. Дизајнот ќе оди напред на маичката, нашето лого ќе оди под вратот. За нарачки пуштете ми мене DM на мојот приватен профил batic.zarko на Инстаграм. Од понеделник до четврток примаме нарачки. Од четврток до недела маиците ќе се штампаат. За понеделник да бидат спремни, подигањето се случува во просториите на CrossFit Скопје во Кисела вода под Get Cafe. И со маичка добивате и тренинг гратис кај нас во клуб. Значи, дојдете си спремни. Дојдете си спремни. За тренинг. Да, шорцеви, мајца и чисти патики најважно. Подигање на мајца, примопредаја на лице место, се пресоблагате, правите тренинг, ако ви се свиѓа, продолжувате, ако не сте живи и здрави. И забелешкиве, а и се што ќе кажам е еден вид моја лична биографија. Сите овие грешки се од лично искуство. Апла како ќе ги знаеш? Апла од мене и искусени и пребродени, така што ако се најдете некако навредени или демек верувате во спротивново од што го зборам, окей, супер за вас, ама на еден начин ова е лична моја спортска биографија и ќе влечам од лични искуства за кој ќе кажувам како за се. секогаш. Да. Па да, уствари, како и Исто секогаш. јас све што ми е запишано имам заебано. Да почнеме со снага, што ти е број 1? Нетрпеливост. Затвори епизода. Каква Ова е како основен принцип на све. Да, ама нетрпеливост, зашто ќе видиш некој како дига 100 кила, кога ќе дигнам 100 кила, бе? Чекај бе, застани бе малку полека бе. Чекор еден, значи не ги скокај чекорите, нетрпеливост. Машки ко машки сакаат одма, знаеш. Тури ки лажа, тури можам јас. Не можеш, не е добро. Дали не е добра формата, дали некој почетник, едноставно не може. Сега ќе видиш другите дека дигаат и ти сакаш. Јас кога ќе дигам? Застани малце, полека. Треба да трне возо, значи си имаме ние стандарди, прописи како се почнува да се дига тегови. Ти не може прв пат да дојдеш у сала и зашто си видел на Евроспорт некој како дига 200 кила clean and jerk, да сакаш ти, тоа е пат од 20 години. Сега ние мораме прво се објаснуваме, сега не знам јас луѓе кај нас колку сакаат тоа да го достигнат. Да. Али кај мене у сала е најчесто, а и ова ми е едно со егото, за како девојчињата дигаат толку, а јас ми даваш ти мене помалци килаж. Исто во едно од точките е техника, значи бидете потрпеливи и верувајте му на процесот, значи полека. Чекор еден е пластика. Како, зашто и зошто се изведува тоа движење така како што се изведува. Дигање тегови е опасна работа, опасна играчка, а може да биде најбезбедна и најкорисна алатка. Да. Сега ти ако влезеш како глуп комуа без глава и чипката 50 кила да ставиш, имаше случај сега пред некој ден. Сега кажуваме за гревањето, имаше дедлифт, не знам шо. Си става 10 кил сранат. Шо преш бе? Па за загревање. Празна шипка, мајсторе. Полека. Значи има од најбейзик работи. Јас почнувам со празна шипка, не може како така. Да. Тргнува празна шипка, првиот сет на загревање. Ако треба и се изведува добро, ќе се додаде повторно. Индивидуално кај нас, кај сите полека и да не можеш така ти од прва. Ова е нека основна работа, што јас сум имал нетрпеливост по друг аспект, што ти нели ми кажа, јас ти реков поише у почетнички работи ми е мене со вие, али па нетрпеливост кај луѓе сакаат да бидат професионалци у некоја ваква работа, што сакаат све и одма. За година дена да стигнем до 100. За
си ставаат некои очекувања што можеби се нереални, може се нереални, што ако ги спроведат други работи, може ќе им успеат, може и не. Ма зошто тој притисок не потребен да се става? Плюс ја знаеш Кај што се им кажувам? брза? Као иде лето, дај да се... Истиот муавет. Ме разбираш? Еве го лето за 3 месеца да ја почнам. Истото е. И наредна година ќе има лето. И по наредна година ќе биде јануари, ќе биде февруари, пак ќе можеш бројките да ги стигнеш. Че мора повеќе трпение са. Така кога ти викаат, ама ја можам, не им кажуваш, ама не е дали можеш, дали треба. Да. Океј, можеш, ама зашто? Зошто, да, сега. А, така, зошто? А зошто? За кај ќе ти? Така, за кај ќе ти е, зашто спремаш? Дај маса лап да научам, а Што дека може, колку сакаш? Сакаш дупло повеќе? тој не може згиб да направи. Кога ќе правам маса лап, кога ќе дигнам стотка снеч. Прво и основно, не знам. Дојди да видиме кога ќе дигнеш. Ајде, ќе правиш програма за снеч Да. 3 пати неделно. Празна шипка ќе дигаш, пластика ќе правиш позиции под колена, над колена, позиција на газот, позади рамења, преку шипка, контактот кога да дојде, кога да повлечеш рамења, кога лагне. Така мислиш дека е тоа све че има пат некој што треба да се изоди и зошто сакаш да го правиш тоа што го правиш. Па сега забележувам многу тесно поврзано со ова нетрпеливост е ако тераш некој, го форсираш да биде трпелив, во пакет му наложуваш да има и цел. Во пакет му наложуваш да мора да има одговор на прашањето зашто. Кај се брзаш? Зашто? Ако немаш одговор на тоа прашање, Нашава ситуација сакаш кросфит да се такмичиш. нашиот свет е тоа, што преш? Зашто олимписко дигање? Нема, мора да има зашто. И сега гледаш како интересно, и ја прво, од примерите ти што ги даде се, нетрпелив е, односно сака одма многу. Сака одма многу јако. Прво нешто што го пишав јас и во светот на издржливост е интензитет. Најчеста грешка што се прави при тренажен процес за издржливост е грешки во врска со интензитетот. Односно, или прерано почнуваат да тренираат интензитет, или премногу, пречесто тренираат интензитет. Или кога тренираат интензитет, прејак интензитет прават, а и контра се случува кога веќе решил да тренира интензитет, не го прави доволно јако. Со друг збор, најчести грешки при тренинг за издржливост се грешки поврзани со интензитетот. И во двата правци. И во двата правци. Сега, изгледа требаше да дадам и мала дефиниција за што уствари конкретно спорам јас. Тренажен процес за издржливост, оти ќе им ја мешаме многу, контекстот ќе им го мешаме многу на тие што не слушаат и гледаат епизодава од снага во издржливост. Концептите се исти како се... Концептите се исти, ама начинот на кој што ќе си ги пременуваат они, тој контекст е различен. Јас зборам на публиката која што тренира издржливост. Примарно мислам на трчање, возење точак и можеби пливање, иако до толку ми е стран тој свет што еве дури се оградувам од дали ова се применува, е применливо во пливање, трчање и возење, ама поконкретно со саати. По дефиниција, endurance е било кој ефорт што трае подолго од 4 до 6 минути, зависи која книга ќе ја читате. Пред тоа имате или чиста експлозивна брзина од неколку секунди што трае, или имате брзинска издржливост што е од неколку секунди до неколку минути. VO2 max е нешто што вие најчесто го правите у кросфит. Се тие од 5-6 минути па дале, тука VO2 max многу се тренира, лактати, праково оно, спаѓа во издржливост единствено во смисла дека за да си јак во таа зона, во тоа време траење, мора да имаш тренирано ненормално многу сати во многу полесно, за да имаш основата над која што имаш градено интензитет, за да си многу за да имаш базата. Тоа што на нас многу не ни беше јасно во кросфитерскиот свет. Да, така Зона 2 како. Што е тоа зона 2, да.
work capacity едноставно Тоа тоа. нели е да одиш пешки? Ако да одиш- Капацитет за работа. Тоа е едноставно, ја тоа така пробувам пластично да им го доловам на луѓе. Пред уопште да почнеш да тренираш, прво треба да го истренираш телото, да знае дека треба да работи нешто многу сати. Тоа За по треба да седи на дефиниција стол. значи дека треба да мрдаш, не можеш да трчаш спринт 6 сати. Ама прво истренирај го телото да воопшто е способно да нешто физички може да прави 6 сати. Па тоа за некои луѓе е одење. И ако е одење, супер, тоа е Оди. зоната што ти фали. Да. Ама што и да за некои луѓе може би е побрзо одење, возење, трчање, ама знаеш, по само следствено е дека е нешто што можеш да го правиш 6 сати. Не можеш да креваш тегови 6 сати, не можеш да трчаш спринтови 6 сати, што и да е тоа што го правиш 6 сати, тоа е издржливост. Односно тоа го тренираш во тренажниот процес. Сега, твоето прашање го наложуваше прашањето, ама зашто? Океј. Која цел? Може би за маратон, може би за велосипедска трка, може би за ултрамаратон и слично, а може би и за 3000-арка, 5000-арка, 10.000-арка. Тоа се пак оние многу интензивни дисциплини, Спаѓаат во endurance кратките? спаѓаат во издржливост затоа што издржуваш. Не спринташ. Да, 100-ка, 200-ка, 400. Штом веќе издржуваш, значи да. мора да имаш тренирано Над 5-6 издржливост. минути се више. Над 5-6 минути ти веќе издржуваш. Да, издржуваш млечна киселина, издржуваш нервите не ти палат, гасат толку брзо, ама моторот, машината, што си ја тренирал за воопшто да можеш да го издржуваш тоа толку јако на 5-6 минути, претходно си тренирал ти сати, стотици. Тој тренажен процес, контекстот, ја кога зборам, е тој. А контекстот ти кога збориш е по снага, техника и таа прецизност. Што и кај тебе има. Се со шипка што е. Да, и кај тебе има концепти како волумен. И кај тебе има концепти како сати во сала. Само таа акумулација што се случува при тренажен Не е процес, иста. кај тебе е илјадници репс на да. празна шипка. Тоа, например, во мојот свет би било илјадници километри на трчкање. Трчкање со бабите на пазар. Така. Свегаш? Така да има паралели, ама мојот контекст е тоа. Ајде ќе си го твојот е објаснуваме друг. која зашто се Најчеста грешка што се случува кај мене е, окей, ти си сега во мојот свет на издржливост и спремаш маратон, спремаш атлетска трка, што и да е спремаш и си прочитал негде. Си дознал дека, окей, освен тоа ми треба и да сум брз и снажен, ми треба интервали да правам, фартлек. фартлеци, се тоа, иако си спортист на издржливост, си чул некаде дека треба да тренираш и интензитет. Арно, ама, сега ти кажувам дека многу веројатно грешиш во тоа како го воведуваш интензитетот во тренажниот процес. Макро гледано, го воведуваш многу често и прерано. Значи, ако ја гледаш годината На 12 месеци зборуваш? Да речем. или 6, Добро. како сакаш гледаја. И така да и така се- имам грешено, и така ги имам гледано како грешат. Ама сите се познати со концептот дека, окей, програмава ми е 6 месеца или 12. За до тоа за што сте одбрале да правите. Многу е веројатно дека прерано ќе почнеш да правите интензивни тренинзи, у смисла интервали, у смисла некакви темпо, јако или нешто. Многу е веројатно дека прерано ќе почне. Значи од 6 месеци ќе почнеш можеби првиот месец. Можеби и вториот. За да не влагам во спецификите конкретно на програмите, ама запрашај се. Дали прерано почнуваш со интензитет? И кога почнуваш со интензитет, дали пречесто го правиш? У смисла 3 пати неделно. 5 пати неделно. Премногу е тоа за. Сваќаш. Значи, тоа се најчестите грешки. Прерано си почнал да воведеш во макроциклусот интензитет, Според тебе кога е најдобро да се воведе? тука не икам да влагам. Индивидуално е тоа? Индивидуално е, на зашто неделно ниво? спремаш 6 месеци.
нешто што можам да кажам сега е да се следи принципот 80-20. Као за све уживо. Да. Тоа е принцип што е демек популаризиран сега последниве години, ама кој е малце поинформиран, ова е од 50-тите руска школа. Од многу рано, уште најпрви истражувања кои почнале да се водат оној источен блок, многу рано го знаеле овој систем на периодизација 80-20. Што значи тоа? 80% од целиот волумен на целиот тренинг, 6 месеци, 12 месеци, една недела, каков сакаш снепшот извлечи, 80% треба да е во зона 1 или зона 2. Или зона 1 и зона 2 е многу лесно за некој што тренира и некој што е тој човек што ти што го кажа, ама можам бе, можам. Ма зашто ми даваш толку малку? Зашто ми даваш толку лесно? Можам повеќе. Not the point. Не треба, знам дека Не треба. Имам понатака ќе објаснам зашто, ама ќе во овој момент само тоа е важно. 80% е лесно, прелесно. А 20% е јако, ама јако. Мушки сериозно јако. Не се заебај. Тоа е концептот. И во година дена, и во една недела. Значи од 5 тренинга во Еден. неделата, еден само. Еден. Ама кога го правиш, Там е all out. знаеш што правиш. Тачно И знам. нема забушавања. И боли. сега, ако почнеш правилно да ги правиш, тогаш ќе ти стане јасно зошто по 80% добро утро. Тој е едниот Оти тој е дена едниот ќе те оштети. нити пак ќе можеш да го правиш ако претходно не си Да. Или ќе да е до повреда. свеж. Сега за сега само тоа можам да го кажам како некоја рамка, водечка, принципот на 80-20, а по конкретни примери, мислам, преспецифично е за тоа. Постојат тренери, што бркаш, сега може би и што акумулираш од претходни години. Знаеш, са, некои машини од 20 години, он може би ќе може да почне да воведем, знаеш, него може би Трпително. базата му е огромна. Он не мора да работи на work capacity. Мене не ми е проблем 6 сата тренинг да правам. Мене Секој не ми време. треба прогресија за тоа. Јас сум, сагаш, од 30 години спортист, првите 15 тоа сум го градел. За да ја последниве години, мене телото ми нема проблем. Затоа сега база, База, и се таа направи. база е база и во контекст на животот, и во контекст на годината, тоа ми е мене прва точка. Кај мене втора грешка најчесто е не барање на стручна помош, односно тренер. Без разлика дали си у групен сетинг, дали си 1 на 1, неопходно е ментор на крајот на денот. Некој што го поминал патот, што ги направил сите грешки во книгата, Сите грешки. да ти каже и да ти го скрати твојот пат. Значи тоа е као за све што има тренери. Консалтинг, за бизнис, за било што, за финансии, за спорт, е истото ти у тегови. Што особено тегови се многу пипава работа и многу комплексна, иако личи многу едноставна. И оние муабети ќе се повредиш, ќе се ова, ќе се она, да, ќе се повредиш ако правиш глупости. И ако нема некој да те прати и да те гледа. Ако немаш услови за тренер, односно финансии, пак има решение. Камера е најдобар тренер. Никогаш не лажи. Јако. Земи, сними се, отвори YouTube клип, имај виртуелен ментор и споредој како треба. И на камерата јасно се гледа за тегови дигање да е еден совет, од косо треба да се снима стално. Да имаш и од Не ваму, од право, не од позади, не од страна, него некој диагонален агол вака. Би ти дошло, секој или можен две момент. камери стои. Или две камери, два телефона. Али сите имаат еден телефон у джеб, тоа е сигурно. Ако имаш една од косо, снимај се. Пушти се, све се гледа на камерата. Имаш сега успорен снимак, го враќаш, го правиш, го пустиш, чи се у сала често се случува тоа, се снимаат, дај видиме. И браво, се снимам, дај. И се тачно е и се тој моментите има и тука нема што да ми каже, бе слуше, добро направи, дојди вам. Гледаш овој момент дека ти е колената ти се пред шипката, треба да ти се рамениците преку шипката. Да, значи толку многу ситници се
што некој што го изолал патот пред тебе може да ти ги воочи вака, многу лесно. Сега ја тоа ми е под дефолт треба да направи еден снеч онде и ќе ти кажам не повлече со рамења, не направи ова, касни со лактите или порано си со лактите, разбираш, или не се исправи доволно. Брзаш да влезеш во чучење. Да. На дедлифтот газот ти е многу доле, многу ти е горе, ги испраш колената пред време. И тоа бе не сними се. Ајде и прави дедлифт. Тебе ти е тоа онако инстинктуал веќе. Знаеш како треба да личи правилно. И ако не е правилно, Дури да не си го видел у првата фаза, само според начинот на кој што личи Нешто во не втората фаза, знаеш дека сигурно се нема качено кој што треба онаму. и еве ајде на дедлифтот да видиме и мотаме. И сега шипката и газот тргнуваат паралелно да патуваат, а најчеста грешка е се катапултира газот, шипката стои на земја. И тоа доаѓа до скоро па исправување на коленици. И кога тргнува тој што крева, целиот терет е на кичмата. И тука се случуваат тие повреди Да. што ги избориме, нели? Јас како се немам повредено у животот ПДТ од тегови, сум дигал и 100, и 150, 140. Правилна техника. Се, јас сум грешал, јас сум правил глупости, сум бил помлад, може би ми трпело телото, имало ситни некои екс и што среќа на мастер ме поправиле, тоа било вака една секундна работа. Ама на пример, значи газот и шипката идат паралелно. Сега што е следна грешка? Оддалеченост на шипката од телото. Што е таа чиста физика? Што е таа поблиску до тебе, помал е теретот за кичмата. Што е, пробајте некојаш кој експеримент сами ако прави. Оддалечија волку. Не шипка бе кеса од продавница од подалеку Ете, да така. ја кренеш од ти да кичма. Буквално. 2-3 сантима, 5-10, што си подалеку, поиш на кичмото и на прсти одиш и си автоматски нестабилен, немаш баланс. Значи шипка да се лепи за себе. Тука се луѓе машките особено што женски ајде носат хеланки, многу ме полесно по шинс, по цеваници да ја влечат. Да бе, да. Машки ќе се изграм, ќе се добро, али па кога проаѓа моментот на колениците, се промашуваат и бутовите. Јас стално викам, собери си ги шорцевите, знаеш. Шипката која да те допира треба цело. Да. И од тука треба да се скокне па да идат следните чекори да иде. Значи ова сам не можеш да го знаеш. Да. Треба некој од страна ти каже, затоа побарај стручна помош, побарај тренер или виртуелен ментор, види како се изведува тоа правилно на клип, YouTube веќе за све има едукација, сними се и баре. Нели имаше на прошла олимпијада едно бате од Африка негде преку со YouTube копија фрлање се научи на олимпијада, отиде за некоја земја, имаше таква приказна. 2016 година нешто у Рио беше, мислам. Имало се. Беше многу јака прича. Од YouTube. Разбираш? Ако немаш пари, финансии, можност да или да отидеш физички негде, можеби во твојот район, може живееш во друг град, не си во Скопје, можеби си во Струга и нема. Да. Не знаат луѓе. И го има ова, ме разбираш? И тоа има светски тренери за без пари што објаснуваат на YouTube. Димитри Клоков, ја преку милиарда клипови имам изгледано од него. Дедо му, татко му и он се олимписки шампиони за Русија во олимписко дигање тегло. Он прави 200 поз снеч. Снеч со пауза со 200 кг. Да. Застанува над колена. Влегува машина животна. Тој тип на луѓе ти објаснуваат побари стручна помош. Односно грешката е не барање на стручна помош, односно know it all. Ја не ми треба. Да. Ги гледаш со вакви кичми. А знаеш што ми текна сега да разбореше? Грешката е не барање стручна помош. Односно, ако ја поправаш, побарај. И тоа побарај многу на време. Оти сега кога кажа примерот со дедлифтот и става многу лоуд на грб и нема се повреди. И тоа е дури пострашно. Имам и за тоа. Затоа што ако имаш, јас сакав да кажам врска, за кога се акумулира нешто погрешно. И затоа што нема последици у моментот, нема што да ти посочи дека е погрешно, за после година дена акумулирање погрешно движење да пукне наеднаш. Така е, и после движењето е криво. И после движењето е криво. И окей, ако имаш поише зборење за тоа после добро, а мене сега ми текна кога збореше дека некогаш дури е и по-лошо кога нема да се повредиш и не си побарал совет за да ти каже некој, и тоа пак се надоврзува со можам.
Ако да можеш, ама ако можеш ти сега да истрчаш 10 километри, можеш ли у наредните 6 месеца секој ден 10 да трчаш? За после 6 да треба да трчаш 40. Да. Значи не е дали можеш, него дали треба. Затоа се најлоши тие атлети што се физички надарени. Ти можеш сега 10 километра да истрчаш и малце ќе те стегне листот и ќе го си го измесираш, ама можам. Не се повредив. Да. Повтори така доволно пати, оптетивата, ајде 3 недели пауза. Значи не е до можење. Многу полоши повреди. Тие прогреси постојат причини зошто. Да се надоврзам ја на мојата грешка прва што беше интензитет, грешката наредна е окей, сега кога тренираш веќе лесно, што е лесно? И тука неколку грешки у една се спакувани, а тоа е премногу подпирање на уреди последно време. Heart rate, па ние у велосипедизмот имаме power meter, па имаме брзинометар, па имаме еден куп уреди имаме. Се со цел демек да ни ги мерат попрецизно во real time тренинзите. Арно ама, ти негде си прочитал дека зона 1 е толку и толку пулс и толку вати. Па после нешто друго си прочитал, па си го купил уредчето, па го носиш кај тебе и забораваш на се друго што има фактор на тоа, за на крајот на денот лесно да значи лесно. Не толку пулс, ама ти не си спиел убаво, не си јадел убаво, нешто друго те изнервирале дома и тебе пулсот природно ти е качен сега и ти трчаш по пулс у тотално погрешна зона, ако е пулсот погрешен. Сите тие уреди се естимација базирана на просеци од други луѓе во други времиња на некакви краткорочни истражувања. Тоа секогаш взимајте го со доза на сомнеш, затоа што лесно за тебе како човек е што тебе ти е лесно. А ако не знаеш што тебе ти е лесно, ја неколку пати имам кажано и сега пак ја кажам и цела епизода за ова може да правам, треба да можеш да дишеш на нос. За зона 1 и 2. Дури не се ни замарам со зона 1 и 2. А тоа е базата. 80-20? Да. 80% тренингот треба да можеш да го правиш со залепена уста. Не чат-пат на нос, не. Со фластер на уста треба да излезеш од дома и да се вратиш дома. Сат, 2, 5, 12. Колку и да ти е тренингот, цел тренинг треба да можеш да го направиш со дишење на нос. Кој тренер беше што голтка вода им дава, кои се вратат мора да ја плюкнат пред него? Не знам. Каква метода има? Пиеш голтка до? Тргај. Се И враќаш. вау, не сум знаел. Плюкни ја водата. Ако ја голтнеш, што ќе Не плюкнеш? сум знаел, браво, Ето. браво, не сум ни знаел за примеров, одличен пример. Тоа е, 80% тренинг треба да е тоа. И тоа прави го, ја дури би препорачал, сигурно, кој нема heart rate веќе, остај го дома. Остај го дома, неколку недели, Ова е показателот. не за друго, толку добар регулатор е тоа. Прво што ќе те тера да дишеш правилно, ќе тера да дишеш со цел капацитет на бели дробови. Самиот нагон кој ќе осетиш не можам веќе, ќе те натера да намалиш. Што значи таа зона варира и во текот на тренингот, во теренот, воздухот, ветерот. Знаеш, пулсот има одредено Топло-поладно. период на каснење. Знаеш, ти можеш да воведеш појако и појако, ама пулсот после неколку секунди ќе почне да расте. И за тие одредени секунди си тренирал нешто друго. Да. Едно подсетување за зошто тренирате зона 1 и 2 во тренинг за издржливост. Главниот мотор е трансфер на кислород. Нема да навлагам у напредна биохемија на
обработка на јаглихидрати, масти, АТП, АДП, креатин фосфати, трала, како целата таа фабрика трансформира енергија, ама на крајот на денот сите спортови на издржливост се 99% аеробни. Тоа значи, ако транспортот на кислород се случува ефикасно, ти ќе бидеш ефикасен. Тоа се случува на ниво на митохондрии. Митохондрии се органелите. Значи, тие органите во клетките. Значи, самата клетка има органчиња во себе. Митохондрија е една од органчињата во самата клетка одговорна за таа е фабриката на енергијата. Кога тренирате издржливост, тоа сакате да го тренирате. Тоа е машината. И тоа не се тренира, нема врска темпо или не знам што. Тоа за да се смени. Значи, што сакате да направите со тренинг за издржливост? Не да издржуваш со сила, мука. Не, ти кога тренираш сакаш биолошки да го смениш своето тело на ниво на клетка. Сакаш да го зголемиш бројот на митохондрии и сакаш да ја зголемиш големината и ефикасноста на секоја поединечна митохондрија. Значи ти се менјаш на клеточно ниво. Тоа не се случува у 100 дена. Не. Тоа не се случува у 2 тренинга на кеј од саат и пол. Тоа се случува со месеци, години, повтарање. Еден банален пример пред 4 години кога решив ја да тренирам. Ја 3 месеца, секој ден, 3 сати, израчунај колку се тоа. Немав примерот со пљунката, ја тоа го правев. Немав отворено уста, 3 сати и немав мрднато од 125 пулс. Што не го пратев ја за тоа што пратев 125 пулс. Толку искочи да биде. Да. После тренингот, после неделата, после месецот, ја враќајки се у статистиките, видов дека, окей, за мене тоа е 125 пулс. До 145. Тоа е некој ранг. Ама што се случи, исто секундарно, гледајки. Првата недела, додека сум возел тие 3 сата на 150 вати. Ама пак, тргни ги сите уреди. Не гледам колку вати, си гледав Netflix, ова снимаше, носев heart rate, ама не го гледав. И тоа си снимаше. Јас си гледав филмчиња. Да. Ако возам дома, ако возам надвор со другар, си возиме муабет. Ама дишаш на нос. И сега, ако ме прашаш ти мене од 1 до 10 скала, колку тежок ти беше тренингов? 3. 2-3. 3. Да, толку треба. 18% од времето толку треба. Ама ја можам 10. Ама што тренираш? Чувај го за тоа едно. Што тренираш? Значи, тоа прашање за што тренираш не е само и целта. За што тренира? Овој тренинг денес, за што е? Да, шо му е намена? За митохондрија, за мускул, за експлозија, за лактати. Што тренираш на телото? Или само да си мучиш? Да си трпиш мука? Си испатиш. Оти и тоа е тренинг. Да. Сакам да тренирам трпење мука. Океј. Ама сега за што тренираш? За издржливост, за кислород? Па митохондрија тренираш, бе, друже. Што шпринташ на семафори? Сваќаш? Што приш? И уште една грешка, не доволно дисциплинирани. Значи, сакаш да тренираш митохондрија, митохондрија функционира тука, сега, кога дишеш на нос. Па зошто трошиш време од тренингот? Ти имаш си одвоил 3 сата, си се договарал дома, си менјал распореди со работа, си ги жртвувал тие 3 сата, па искористи ги, бе, друже. Да, во вашиот свет време се одваја доста кога се прави тренинг. Зашто да губам? Јас сега митохондри работам, какви? Ама ќе изгубам ја интензитет. Каков интензитет, бе, бате, ама ќе заборам, а не се секирај ти уопште, ти. Не те интересира. Знаеш колку лесно ќе ти биде тебе тој интензитет кога ќе ја имаш машинава, моторов, што 3 месеца нема мрднато и што сакам само ти кажам.
Што е оценката? Тројка. Океј, тројка. И првиот ден, и 100-тиот ден. Кога и да ме прашаш, и сега, и секогаш. Тројка? Тројка. Арно ама, во Колка? текот на месеците и во текот на годините, таа тројка, првата недела беше 130 вати, проаѓа? колку на саат те вози, кој пейс на кейго е таа тројка. Така ми објасни базата еден. Нема ни да приметиш, после 6 месеца, 25 било просек вожњата, оп 32, 150 вати, оп 200 вати. Си трчал 6 минути километар на Зона кеј, 2 и зона 2 има разлика. дишеш на нос е 27 минути километар и оп се трчаш 4.30. А на што? На тројка. Добро утро. Затоа што ако првата недела, да, ти си можел да трчаш 4 минути километар, Во 100-та зона. ама не си тренирал издржливост, друже. Да. Акумулираш лактати, не ми тренираш издржливост. Ама ја можам 4 минути 10, ама ја можам 10 километра. Океј, седмица оценка. Да, Не бе, ми да. треба тројка Тројка. оценка. За со таа оценка за 6 месеца ти да го крене. Сега кога ќе кренеш базата на тоа ниво, сега јас кога ќе воведам зона 3, ќе биде 3.30. А ти првата недела ја ако ти воведам зона 3, ќе трчаш 5 минути Пета, километар. овој пета Што зона време ќе мобет? бидеш. Сваќаш која глупост тука се случува? Да. Тука се сите тие грешки. Сега, значи, следствено на интензитетот е незнаење, таа е грешката, незнаење што е лесно. Ако има еден takeaway од епизодата, лесно во мојот свет е треба да можеш да го дишаш на нос. Што ти треба? Јас имам повеќе грешки, у една може да се направи тоа. Неверување, неистревување во процесот. Тука, тесно поврзани се и со егото, ама има зошто се зима пластика првиот пат кога се учи некое движење. Затоа што ти дава простор да сгрешиш и со лоша форма да не се повредиш. Значи да повторам. Ти дава простор да сгрешиш и со лоша форма да не се повредиш. Затоа што и да правиш прв пат, не можеш да го направиш ти совршено што сака нека. Кој да фатил да прави снеч од прва, особено сквача се влага, или клин, или дедлифт, не е можно ти од прва тоа да биде перфектно и да успееш. И најдобрите на планетата што се денес не успеале од прва да го направат тоа. Затоа си има пластика. Во руската школа децата од 8 до 12 години не фаќале шипка, не може да фати шипка. Нема такво нешто. Значи со пластика вежбаат и дрилаат Од 8 до 12. од 8 до 12 годишна возраст. 4 години 4 тренира. Ете Пластик. тија базата. Замисли го ти детево ќе дое на 12 години, почнува првите траги на тестостерон да ги дое во телото, Пубертетчето. пубертетот влага. И му викаат, ајде ти сега Клоков, дојди, таткото и дедото што му биле, еве ти шипка. Тој више со мала, сега више има и детски шипки, што се по 5 кила, личат као големи за прикладни на децата, сега е уште по-лесната. Ама муабетот ми е кога тие светски шампиони 4 години дрилаат пластика, кои сме па ние обичните смртници, или некој рекреативец со стомак што дошол и сега зашто некој девојче дигнало 40 кила снеч, можам ја да дигнам. Не можеш. И не треба да можеш одма да дигнеш. И не треба да дигнеш одма. И да можеш. Знаеш колку јаки момци и девојки доаѓале од прва што гледаш дека може. Не, полека. Значи, да фатиме прво некој терк, да си иде техниката кој што треба, па постем тоа да идеме. Значи, мора да се верува во процесот. Има зошто е таа програма, има зошто се тие прогреси, има зошто така се прават тие работи. Тесно поврзано е ова со егото, кај машките особено, затоа женските се многу подобри да ги тренираш као атлети, затоа што на крајот на денот не дека немаат его, ама па и поплашливи се. И ќе ти каже, абе, да ставаме с помалце, а? Додека машки ти каже, да појачам, а? Немој, веруј ми, праев. Ајде, а? Па ќе извадам ако не. Зашто да извадиш ако не? Тоа прави со 35, не со 40, така? Зашо? 100 пати тоа вече ти проблеми усал. Ајде ќе почнам јас со оваа и ќе извадам. Вежбата е 10 минути,
Минута ќе Никад се нема случај. минута ќе трошиш на не, сет прави ги вади теговите. Ау, стварно ги вади. Не можеш, човек, ти замисли 10 power snatch треба да направиш, 12 10 чучњеви после идеш на роу. За таа вежба трае. Ја ако не правите два, па ќе извадам после. Аха. Зашто? Зашто сакат на пример еве кросфитците да прави вежбата како што е пропишана табла со 40 кила била вежба. Ама не треба. Затоа имаат вежбите во кросфит стимулус што треба да се постигне и има од прилика ако се сетови за колку време треба да се заврши. Дали ти мислиш дека става килажа ќе идеш, ќе ја завршиш за толку време? Па нема, ќе намалам попат. Зашто да губиме минута вади стави? Кога цела вежба може да се испокаш пример со 5 кила помалку. Да. Абе, па сега женската килажа е тоа. Па шо ако е женската килажа тоа? Што има врска на крајот на денот? Затоа тука многу 99,9 пошто машките се со его, знаеш. Или кога се прават не мора да е девојче дигнало повеќе. Него е его од стил на ќе се снимам PR да направам и после ќе опостирам на Инстаграм, разбираш? Ќе дигнам 200 кила дедлифт, а можеби 170-180 правиш супер форма и на 190 више не можеш да додржиш стомакот и ја кривиш кичмата. И сега ти зашто си успел, што кажа ти преска, а немало последици? Ајбе 200 голема работа. Ајде бе, еднаш ќе ги дигнам па да имам клип. Да имам клип. Ама дигни ги за Со тие за клипови. 3 месеца од сега дигни ги, ма разбираш? И сега ќе ги дигнеш ти. И ја ќе ги видам грдо дека губи форма да го постирам. Не. Ова си се снимил, не го постираш. Не. Стварно им кажуваш? Да, јас изгледам лошо, викам. Лоша ти е формата, не е добро. Јас кој ќе видам небе како става, правам фак. Ама ти имаш и друг фактор тука, ќе кажате, види Види го, го, бе. жаре, види А таму. например тој И Пеца се Бајле сам се снимал, разбираш? И ги си го постира, формата катастрофа. Ја не сум ни бил там. Зашто постираш или сум си отишал, не знам. Имало ван. Леле, зебано е. Тој нема да ја фрли нормално. Чучен прави фронт скват. И сега one rep max е тешко. И сега ти ќе го дигнеш, ама лактите тебе ќе ти паднат, ќе те потоне и сега тој ќе го дигне газот и некако ќе ја крене килажа. И ја крена, ја враќа. И го снимиле. И ај сега да го видиме клипов, на ништо не лечи. Во Америка ига лека mashed potato. Склапаш како компирте смачкова вик. И не е добро. Во Русија, руските тренери на децата, односно на такмичарите што биле, не им го признава персонал рекордот ако не е со перфектна форма. Тоа е многу јака. Дигаш 150 кила, не е добра формата и тој проценува дека не е добра. Ти за нас смртиците тоа може да е перфектна форма, али 145 тебе ти е одлична форма. 150 и ти вика не, немаш PR. Денеска не се важи ова и не ти го запишува во процентите. Што снага кога се работи програма, се вадат максови, на сите движења што треба да се прават. Од тие максови проценти. Да. 75% пута 5 пати бек скват. Колку ми е бек скват? 100 кила. Добро, 75 кила ставаш, 5 пати по 5 со 75 кила, пластично кажам да разберете. И тој не ти го става 150-ката у снечот. Зашто има на пример снеч кога креваш или clean and jerk за олимписко дигање, 110% од максот е high pull. Оние модификации што се, тие се assistance work. Да. Нема. Ако не, Можеш до негде да го кренеш, а нема целото. 110% снеч, high pull и ти фаќаш снеч, си симнуваш доле, так, и се враќаш доле. Можеш до тука да кренеш, не можеш да влезеш под неземе, или со shoulder shrug само. Доаѓаш до тој момент, до тука се раменисти. И до 120% од тие, зашто само ова треба да го направиш, што поиш. Ама треба да е тоа те тренира за пако ќе доаѓаат другите работи, па ти многу полесно ги повлече. И сега таа 150 не ти ја рачуна тој во процентите, од 145 вадиш. Сваѓаш колку ситници се тие работи, колку е во тој свет на дигање теој техниката е светиња. Као нема, тоа е end all be all. Значи не ти се дозволува тука ти они се професионалци со егото, тука те сече тренерот и не ти ни давати. Ако тој не ти каже да се такмичиш, нема ти да се такмичиш, особено во Русија. Кај што у такви, ама ова да го сватиме у рекреативниот свет, дека вака доаѓаат повреди. Кажат,
тегови се повредуваш, да се повредуваш, од овие работи, иде глупост. Девојчино дигна толку, јас ќе дигнам толку. Зашо? На крајот на денот? За недела денот се нема памтиш тренингот. Да. Ама јас да ставам килажа, ама не ставам, јас знаеш како ми викам, ај вака не стај, напред 30-та и ако сакаш, јас ќе ти додадам. Може? И на трет сет да додавам. Само те гледа со тажни погледи, разбираш? Значи, затоа е битен треба. Правите некојаш онака, еднаш гледав едно видео, Елеико се вика фирмата, Елеико. Најскупата. Со шипките, да. И некој си, немаше врска изгледа со Елеико. Важно у Шведска, тренер, имаше некоја јака кросфитерка. Дали овие исландјанкиве? Може. Или некоја американка отидено како тренинг кај нив? На тренинг у Шведска, ама само Олимпик вејт. Да. И овој беше коуч само за олимписко. Во Македонија тоа го нема, за жал. Да, добро. Дојдоа од Ниш еднашка и федерација која се основа Македонија за олимписко дигање тегови, мораше тие негови сертификати да се изнаправат за да биде валидна федерација, да има као обука од некој. И од Србија дојдоа, ја уживо кога видов 200 клин jerk тогаш кога фрли тој Ненад Кузмич. Од овде у сала, кон. Затрес 200 кила над глава, викам што прави дечко млад, таков 21-2. У трико, таков облечен, све за олимписко дигање на тегови, само тоа работи, он не работи кросфит. Да. Со кросфитот овие олимписки дигање на тегови многу се вратија во живот, да, ги живеа, што се вика, ги резорекна. И дојдоа батиња од Србија, односно од Српска федерација, и нагледаа во сала. И тој, сега они колку окото име нив, ме коригираат такви ситници, ја лактите ги држам високо, ама не било добро. Треба да се повисоко и расширени малци. Тоа е многу ситен детал. За на clean and jerk, за на snatch, лактите па како ја не сум ги заклучувал доволно. Не сум ги заклучувал, доволно не си ги заклучувал, сантим фалело од овде вака, уште малце морало. И такви ситници јас еднаш и единствен пат што сум дигнал 140 кила clean and jerk беше тогаш Кога ти ги со посочија. нивната корекција, да. После се немам ни обидено да прво. Тоа ми беше муабетот и овој тренеров, така со малце искршен англиски, Финесички. доаѓа ова и прави снеч. И прави со празна шипка. И овој и дојде на консултации за снеч. Беше онакво како Day in the Life видео, не знам што. И овој доаѓа и кажува 2-3 ствари и ова прави. Овој се трга неа ни гледа. Само и кажува, окей, работи сега. Николку пати, николку време. Они посочува два моменти, некои такви банални ситни, значи ова е CrossFit Games, атлет, кросфитарка. Нека не те лажат, тие знаат скршена техника. Окей, на снага ама се вадат. Не ја повеќето се објаснувал будило. основи. Не ја објаснувал основи и објаснувал такви некои детали. Не ти е доволно заклучена. Више у Ама важно и дава и ја остава. Ја остава во незнаење колку пати треба да повтори и колку време ќе повтара. Он иде си брка работа со други тренира таму у сала, пуна сала, разбираш. И сега ова дојде на со уште еден валјда ја снима и сега го монтираат видеово. Абе, сати поминуваат, човече. Ова онака и гледаш одразот на лицето више и е сменет, не знае што да прави. Са може ја преувеличувам, може целиот процес траел сат, ама важно, многу чудно ја става, повтара, не знае што уште да повтара, ама зашто? За сама да се запрашува нон-стоп. Океј, ова добро беше? Не, чекај па да пробам. Снага може вамо Да забегува до бесмислено ситници мали и на крај доаѓа овој конечно и ништо не и вика. Само и вика, океј, ајде повтори, ова па повтара неколку пати и само и вика, ти мислиш дека беше добро? И ова, шахмат, па не знам, не. Нема не знам. Или ќе ми кажеш да, ова беше многу добар снеч, или не. И ако ми кажеш не, зошто не? Не. А пази, илјадници пати повторила. Па не. Ти кажа не.
Сваќаш, тој го прави тренерот, ти кажа не. Леле, ја малтретирал. Зашто не? Па ајде па да пробам. Па се трга овој. Пробува па ова. Се враќа. Ова, окей, може. Пуп. За секој друг перфектниот снеч, Клоков го прави. Ти што мислиш, добар беше? И ова, па. Па не, you know the rules. Нема, не знам. Па не беше добар. Си оди. Пробува па, пак ова, уште не знаење колку. И така неколку пати, човече, ма тоа му беше процесот на него. И на крај што е? Ти што мислиш, добар беше снечот? И ова, не. Ама мора да каже зошто не. И не знам, после, не знам, се многу сати поминати и му кажа, Добар. као, I think this was a good one. И овој пак не и попушта. You think or you know? Тоа малтретира. Као, мислиш или си убедена ова е најдобриот снеч? Ова е најдобриот снеч што можам да го направам. И овој окей, солиден беше. Добро, ја ги турка границите, Толку. Он кажа на почеток што е перфектниот снеч. Ја виде, сакаш, ти, за мене ти правиш перфектен снеч. За него, лактот уште 1 милиметар на лево треба, така? Скршен снеч. Таа е таква. И он такви совети даде. И ја остави. Аха, он ја посоветува на бажа Он на почеток ја направи анализата и ги кажа тие неколку моменти и ја остави. И од тука па надале, она си најде кој знае колку други такви милиметри ваму и таму. Така. И некојаш не е нели само до милиметрите, тајмингот е. Во која милисекунда се случило ова, пред ова, после ова. Абе, интересно беше што ја натера сама себе да се опседне. Да се опседне. А Мет Фрейзер вика, јас ги гледам на CrossFit Games, првиот и 10-тиот снеч увежбата им се различни луѓе, им се крши формата. Вика. Зашо он доаѓа од Olympic Weightlifting background. Кај што не смее. Што не смее да мајка првиот со 100-тиот мора да е идентичен. Да. Не ме интересира, вика. И мене техниката вика многу ми помагаше, вика, тука и јас ако на тренинг не направи 15-тиот, ако се види на клип дека е лош, од почеток го прави. Ето ти. Не смее, вика тоа, не смее да мајка. И сега тие си ситници во професионалниот свет, али во аматерскиот свет, значи пред се да не се повредим. Верувај на тренерот и не оди со егото напред. И не ризикувај форма во име на крената килажа. За да имаш клип на Инстаграм дека дигаш 200 делифт или 100 чучањ. Како тачно ти пишеше, како ти пише, од ја верба и трпение во процесот. А пази, не сме ни договорени истата реченица. Неверување и неистрајување во процесот. Значи, истата реченица сме ја пишале, а не сме ни договорени. Наредно нешто што често гледам се случува, и ова пак се неколку фактори у едно. Грешката е, life stress ми е пишано, get your stuff in order. Значи, преска начнавме малце. Приватноста? Лайфстайлот. Животот. Сега ти си се решил дека сакаш Ironman. Добро. Да речеме. Тука имаш премногу, има многу фактори, меѓу кои премногу мотивација, заслепен од целта, премногу строго и дисциплинирано, не знам, си нацртал програма и мора се тачно така, си пишал 10 интервали, морало 10 да се направат, само за да се штиклира, знаеш, премногу фокусирано, се што е премногу, тоа е на категорија на фактори, што се контрираат на факторот слушај се себе си, слушај си го телото, и во тренингот, и во неделата, и во опоравокот, во се. Исто ова е во пакет со оноа преска што кажавме, премногу уреди, кога се наслонуваш на надворешни бројки. Те пулсот морало волку да бидете, не знам што. Тоа ќе видам, бре. Шо го гледаш сатот? Да, значи, Знаеш дали можеш или не можеш? се тоа во тој еден пакет на фактори кои што јас сум ги пишал под преголема мотивација. И што таа, ево, рековме дека ова лично искуство, што таа ми прави е прерано да почнам со целиот процес, у смисла животот уште не ми е подесен кој што треба. Значи, јас сум се решил и сум се мотивирал, неам проблем да правам сега 5 сата тренинг
И немам проблем и утре 5, и задутре, и секој ден немам проблем. Ако дојде тренинг да ми каже или тренер, јас сум решен со себе, може би сум искомуницирал со блиски, дека, окей, нареднава година тоа ќе се случува. Почнувам. Готово, од утре. Почнато. Арно, ама, умеѓу време, може би ти е во конфликт со распоредот на работа. Може би ти е во конфликт со навиките на кои што одиш на пазар. Може би ти е во конфликт со некои други навики кои што ги правиш и не си свесен дека сега откако ќе правиш 5 сата тренинг, нема да се уклопи убаво. И некои такви ситни обврски што се прелични сега за да можам да ги редам. Својот лайфстайл. И се тешко описливи, ама затоа спаѓаат во тој квот get your stuff in order. Све може да е. Пробај да си го видиш животот како ќе изгледа сега кога тренираш толку многу. Може би сега се обраќам на некои што имаат не се рекреативци, имаат по-високи цели, автоматски бара многу повеќе тренинг, автоматски бара многу повеќе време. Посветеност. Ван тренингот. И е премногу мотивиран да почне и знае дека конзистентност е тајната и дека не може да има прекин. Не може јас сега да почнам 2 недели и за 3 недели да ми искочи нешто. И да правам недела дена пауза. Не може. Ќе се надоврзам на митохондриите. Ти, друже, си се запнал сега да си го менјаш телото. Телото мора да знае дека секој ден ова се случува. У првата прилика кога ќе види дека ова веќе не се случува, адаптацијата назад. Не те прашува. Не те прашува. Значи, дури така подолгорочно размисла, чекај за 2 месеца од сега ние обично идеме на одмор, ама оваа година ја треба да кажам дека нема да идеме на одмор. Сваќаш или ама чекај, ја обично за нова година се собираме друштво и таа недела, знаеш, јадеме, па не, друже. И на такви ствари обрни внимание. Оти кога ќе се решиш, треба да нема тачка. Ај еден ден, окей, ама знаеш на што мислам такви некои фактори? Та е секојдневието во директна корелација со целта, а у вашиот спорт бара таа цел време. Така. Дури и за опрема. Знам дека ќе ми фалат, не знам, тие хеланки. Ама ај сега е топло. И ќе дое време, не си ги купил Поскапи се сега, може би, зима. Снемало, не знам, и ќе почнеш да импровизираш. Затоа што не си ги увидел на време, не си бил спремен. Може би ова глуп пример, ама милион ситници се, значи до толку многу детали се, кога ти си се решил дека ќе го посветиш сега толкав дел од животот. Најтешкото си го решил, дека програма да ќе правиш. Си се мотивирал. Затоа ми стои ова под категорија премногу мотивација. Бар мене тоа ми се случува. Да, имаат луѓе проблем да почнат. Ти си у обратниот. Јас сега се обраќам на другиот. Премногу си мотивиран. Не двај чекаш да тренираш 20 сата у неделата. Да, и тоа е тренато на страна. Ама полека. Нијансите метр. Подобро е сега да го одложиме, макар и месец дена, за да осигураме дека се in order, се имаш. Кога ќе почнеш, да знаеш дека си 100% сигурен, нема нешто што ќе се случи да те бутне од колосек. Нема непредвидливо, опремата ти е тука, времето искомуницирано ти е со луѓе, со другари, со фамилии, со работа, со се подобро одложи го, отколку толку многу си мотивиран и утре сабајле си почнал и си врзал 5 дена и среќен си дека си врзал и почнуваш, приметуваш веќе, види го бе, пејсот рипна, леле ми јоди, и трете недела и втор месеци. Жена ти, дете во одмор, распуст, ја јавив кај баба ми, треба недела дена, шахмат. Пак може би е глуп пример, ама... Не е глуп пример, многу е... Пробај да ги... Ја знаеш годината горе-доле. Са тоа е да си ги get your stuff in order, а од друга страна па може би веќе имаш животни стресови.
може би веќе ти е малце стресит животот и мислиш дека можеш да почнеш така да тренираш, Стресит од кој аспект? Работа, Девојка, односи на работа, добро. односи со девојка, односи со други луѓе. Не ти е под конец, да речем. Се знае на што се мисли. Не, имаш стрес со животот. Имаш некаков стрес со животот. Си го справуваш некако. Некако си тераш, може со жена ти некој трнлив период, да. Или на работа со менаџеров, некој глуп шеф ти се погодило, не ти е баш убаво, ама си се помирил. Ти си исплати платата, ти одговара со другиве, Добро. обврски Си го у денот, прифатил, тоа на си го работа. прифатил, знаеш дека би бил поубав животот да го нема, на такви стресови мислам. Добро. Сите си имаме некакви стресови. Кога ќе почнеш да воведеш нов стрес, тренинг е стрес, стрес за телото. Телото многу не разликува од физички стрес и емотивен стрес и психички стрес во смисла на акумулација низ годините и во животот. Нормално дека разликува од физички стрес на овој тренинг, таа адаптација, ама тоа е убав, да речеме, само нанесен стрес, Не од надвршен ама фактор. сепак е. И кога ќе се акумулира сега ти ново нешто воведуваш во животот, 3 сата тренинг секој ден, а имаш и овој другиот стрес, Нервозите од шефот. и ваму нервоза, полека, како со повредата. Нема да се повредиш првиот ден, третиот месец. Ама после 6 месеца нешто ќе пукне и ќе се чудиш од кај дошло. Не дека одговорот е за тоа што ти е шефот глуп, ама може би си требал да ги расчистиш и Што тие не си ги стресови. изменаџирал тие стресови. Пробај и тие стресови некако да ги Добро. расчистиш пред да го поведеш тоа и на крај да се врзам со одговорот на зошто тврдам дека не спиеш, не пиеш и не јадеш доволно. Откако си се решил да го правиш ова и го правиш и си читал и нас си не гледало други епизоди. Сме збореле за исхрана колку требало, колку не требало. Сме збореле за спиење колку требало, колку не требало. Си читал други книги, си гледал други подкасти. А и си од општа култура си слушнал дека треба да се спие 8 сати, дека треба да се пие 2 литра и дека треба да се јаде толку и толку. 3 оброка на ден. Тоа е за, у наводници кажувам, нормален живот. Тренинг за издржливост. За оваа личност што ја опишав сега, што е премногу мотивирана и има високи тркачки цели или перформанс, тоа не е нормален живот. И тука просеците не важат. И ако се трудиш да ги држиш тие просеци на пиење, спиење и јадење, ќе влегуваш во долг. Ќе дужиш сон, ќе дужиш вода Калории. и ќе дужиш калории. И нема да ги осетиш никогаш последиците негативни. Освен кога ќе дојде денот да перформираш и кога нема да се случи перформансот. Да, на мене покажувам. Тогаш кога ќе треба да се надминеш, Да, ќе нема екстра брзината. ти си акумулирал долгови, не супер компензација на адаптации, туку ти си акумулирал долгови и стресови на мускулот, на клетките да вадат од негде од кај што нема, Да поземува. за да може да ти го одржуваат на тебе животниот лайфстайл, за ти да можеш да тренираш 25 сата неделно, а си заборел дека 8 сата спиење за човек што иде на работа, иде нешто Мисли чепка као околу. кредит. Каматата за тебе е поголема. Така. Поише пари треба да даш, Значи, поише храна, поише тој спиење. концепт, тој контекст, не спиеш доволно, значи 8 сата не е доволно. Тоа е минимум за спортисти. 8 Ако, до 10. ако расчиташ повеќе и по примери, Федерер, Леброн Джеймс, 10 им е минимум на тие, ај може би не си професионалец. Имаше еден од овие беше 12 сата спие. И има кажано, имам користено и допинзи, нема бољи допинг од редовно 12 сата спиење. Ја до 12 немам доено, ама имам до 9,5-10.
Не можам да ти опишам, не постои шейк, не постои Џабе. средство, не постои масажа, не постои ништо на светот што ќе те освежи и одмори и опорави подобро од 10 сата добар длабок сон. Квалитетен. Сега ќе станат јасни get your stuff in order. Така. Времето е Сега тоа. има малце, треба да шалташ. Да. Треба рокади да правиш. Чекај сега. Редовно 10 сата спиење не е исто со 6. Кога се легнува? Кога да спијам ја сега 2 сата повеќе? Едва и за тренинги најдов 2. И ред други верижни реакции се од овоа, така? Пиење. 2 литра демек е нормално. Прво и тие е 2 кој ги пие. Прво и тие е 2 кој ги пие. 2 литра. Тренинг за издржливост. Редовно ти 4 сата возиш да трчаш. Прво што во зависност од твојата лична предиспозиција на трошење, минимум пола литро трошиш. По саат. Значи ти имаш 4 сата вожња, 2 литра. 2 треба да испиеш само тогаш. Само за тренинг. Само за тренингот. И тоа е минимум. Некој троши литар. Да, зависи си. Секој си. Друго, зима трошиш 500. Лето трошиш литар. Сигурно многу повеќе. На влажно време толку, на суво време толку. Значи, огромен е фактори на влијание, како и да е, многу треба за време на тренингот. И после знаеш што обично грешка во калкулации се случува. Аха, добро, 2 за време на тренинг и 2 нормални, значи 4 тотал. Свирки, не е ни така. Од тие другите нормални, па не се нормални. Тие другите нормални се сега сатите од денот, после 4 сата тренинг, тоа не е нормално. Ти сега седиш се уште со покачен метаболизам. Уште ти да. Уште бара телово. Ти кога го заврши тренингот, Се напиј толку не чао. се ресетираше крвта, не се ресетира бубрези, желудници, крвни садови, срце, мускул. Не е дугме тоа. Така да. Значи ти уште неколку сати сега вриеш, што Еве, се вика. пластично кажано, види како дали се пие вода кога ќе заврши тренингот после колку време. Ти иде да се напиеш. Вриеш, потопло ти е. Тоа е метаболизмот. Така, дур се Кога смири ти е тело. топло после тренинг. Ти друга 4 сата кога возиш. Тоа е толку банално, ама кога ќе размислиш што значи тебе кога ти е топло? Печка гори. Да. Печка гори. Троши гориво. Значи исто е за вода и исто е и за храна. Потиш се лади тело. 4 сата тренинг и 10 спиење е 14. Останатите 10 сата од денот не се нормални. Дури и да седиш нормални работи да правиш, не се нормални како некој друг што не тренирал. Значи, пак ти се сега зголемени потребите. Не е математиката 2 и 2 е 4. Значи, постепен и не си ни способен да внесеш и да преработиш Тоа е 6 тренинг, литра да. течност. Мене ми си има случајно. Ја го увидов ова, одма го знаев пред процес. Океј, 2 на тренинг и 2 нормални, 4. Ама ми треба 6. Океј, 6. Не можам 6. Не можам, едноставно физички не можам да ги внесам. Успеав да внесам 4, измочав 5. Се случува и тоа. Телово гледа сега вишак и ги моча. Ги моча, тебе те лишува од минерали, ти мочаш поишот што треба, Да, не да, задржуваш вода. На крај џабе си ја пиел, сваќаш. Чаби, онаква бела ако ти е мочка. Значи тука е сега тоа, не пиеш доволно. Сега треба да си тренираш и тоа. И на крај и не јадеш доволно. Бави спорт. Исто како со водата. Демек 2000 е за Everyday. everyday 2 до 2500 трошиш да си жив. 2000 калории само за да седиш, да си жив. Така, прво и тоа, by the way, најчесто поише, Може, да. поише, околу 1800 имам ја некои индиректни тестови правено. Ама тука има врска, lean muscle mass, килажа, Да. Збориме за некој атлета што сака да биде. пак земи грубо е, пак унаводници нормалното. 2000 калории. 2000 некаде. Океј, истиот тренинг од 4 сата, у најлесната зона ти е 500 калории од саат. 4 сата, 2000 калории. Пак си исто кој со водата. Прво, ако можеш да ги јадеш дурси на тренинг, браво, а и тоа е тренинг да можеш да ги јадеш.
најверојатно не си ги изел. Тоа е подгрешка на грешката. Не јадеш доволно и не јадеш доволно за време тренинг. Ама еве и да не си ги изел за време тренинг и ги изедеш отпосле. 2000 од тренингот, 2000 од остатокот од нормалниот ден, така 4000. Пак истото, тоа нормалното не е нормално. Машината продолжува да гори. Поише е, твојот метаболизам продолжува да работи. Продолжува таш. Гори. Јадеш ли 6000? 5000 калории јадеш ли? Day in, day out. Јадеш. Не денес да се напукаш и 2 дена да не можеш да одиш. Не, друже. Редовно дали јадеш 5000 калории? Размисли сега логистички ти Што значи? што 5000? треба да направиш за да имаш available дома у фрижидер секој ден 5000 калории, плюс детото, плюс жена ти, плюс другите. Сваќаш како сега има смисла оноа get your stuff in order? Се враќаме таму. Че ја ќе тргнам да тренирам. Чекај сега треба да идам да трчам у Тинекс. 4 сата си возил. Сваќаш колку логистика има тука? Прави, леле. Колку планирање има? Сега да губам ја време, леле, па ја немам домак или имаш торта. На крај денот, ако немаш ништо друго и ако треба да бираш мањак 2000 калории или торта, друже. Ова нема нормално тука. И за тоа ќе референцирам и други епизоди, може си не слушали на други епизоди. Друг е контекстот. Да, не е ова за евреди. Друг е контекстот. Еднаш кажа, слободно јадиш што сакаш, вози 2 сата на ден. Тренираш ти 3 сата секој ден, јади што сакаш, друже. Тебе требаат калории, виш. Тебе ти треба Не бираме. печката да гори гориво. Океј, Нормално, болje е подобро. да си свариш ориз Да. со мед и овошје и слично. Ама ако нема, има торта, јеби ga лупни ја тортата. Ама утре направи си план. Да. Ама Да не видам за торта секој ден торта не мора да се објаснуваме. Ама тука е, знаеш, како се поврзуваат ствари, бе? Све се враќа на За ти си се решил година дена, нема прекинам со ова, секој ден 10 сата да спиеш, секој ден 6 литра вода, не сокови, 6 литра вода да пиеш. Која вода? Нашава скопска? Така, значи треба да купуваш вода. Се би го расрца. Си ги прочитал ли минералните состојки на таа вода? Скоро е дестилирана. Значи на крај ќе се ќе се деминерализираш. Значи треба да ја збогатуваш водата. Кај ти се електролитите, кај ти се солите. Кај си електролитите, да. Значи ако кажам не пиеш доволно, мислам на добра вода. Не брендот. Од таа вода треба да ги добиеш минералите. До таму ти ако прерачунаш убаво калиум, натриум, хлор, наместо да идеш да купиш од аптека минерали, ако испијам ја 6 литра добра вода, друже, не брендот добра вода, не е реклама ова за добра вода, убава, квалитетна, богата вода со минерали, не ми треба бе мене апчиња, Додатоци, да. 6 литра, знаеш колку добра минерална доза е тоа? Најчесто, најефтино решение е едно солче. Убаво хималајска, келтска, мртво море, убава природна сол у шишето. Колку ставаше бе тие што се Еве покажувам како да си посолиш салатата Добре, едно јас солам- залче. едно залче, да. Не, прсте. Колку ќе ти фати соларнико, да речем? Колку што ќе ти фати вака Добро. 2 прстиња сол, си посолувам у шише литро и пол. Тоа е легитимно. 4 такви да ги За литро спукаш. и пол зборим. За ја дака ставам. Добро. Посолувам, истото го правам и во бидоните за тренинг. Така. Не пиеш доволно. Секој ден. И не јадеш доволно. Кога кажувам, значи, не јадеш 6000 калории, 4000, 3, 5, колку ја е, не 2. Редовно ако јадеш 2 и редовно ако тренираш 3 сата, дури и да напредуваш, не напредуваш доволно. Јас знам кога се спремавме ние по мене, колку ослабев, Е, тоа е. по 4000, по 4500 трошење калории на ден. Не со седмица, со 2 седмици не ги надокнадуваш. Седмици има 900 калории, 2 пати јади 1800. Кај се другите 2200? И сега ние можеме милион други и дури и ова е грешка, ова е мета грешка. Ова е грешка над грешките. А тоа е, ги знаат сите овие работи луѓето,
и ќе се сконцентрираат да ги применуваат ситните нешта. Парализа од анализа. Да, ти го имаше тоа, па премини си се на Paralysis тоа. by analysis. Ти кажи го фактор. Каков стегач да купам? Овој бренд ли е подобар? Абе, земи едни за колена мочани, што е битно, па ти ја од Medicus Health сум имал, не имав каков појас, а кој бренд на Grips, а шо, оди од Decathlon, земи ги ти од 10-15 евра, супер се за згибови праење се. А појас да ставам со фокусирање на глупи моменти и на небитни работи. Дај прво да ја фатиме пластикова, да научиме како се дига правилно. Ќе дојдат тие килажите за години од сега и колена, и за зглобови овие, и сите штитници на овој свет ќе ги земем. И друго ми е мене, почнување на нова програма, после некомплетирана постојачка програма. Најдобрата програма на планетата Клоков да ја створи за тебе, ако не ја правиш џабе имаш програмата, друже. Или ако ја правиш половично, јас со целосно ќе направам некоја средна така полудобра и пак поише резултат ќе има. Или не јас, двајца да ги земеме што прв пат почнува. Да. Самото правење консистентноста на програмата 3 пати неделно, 4 пати, 5 пати зависи и повторувањето и дрилањето на самите тие движења. Програмите се тие, процентите се тие, што тоа топла вода измисли некој друг. Така е, така е. На крајот на денот е консистентноста, фокус на техника. Тие две работи, значи тоа е, нема друго. И да или најглупо прашање, абе, што да пијам? Што да пиеш? Леле. Па кој протеин да го купам? Дај бе човек, дај бе. А што да јадеш? Абе, добро бе, ајде протеинче. Не протеинче. Дај да јадем, дај хранава да донесеме. Па ете го муабетот. Бе ти зеди ги потребните калории прво, друже. Да. Не никаков саплемент не ти треба. Мислам дека суплементација е супер моки дава или стегачи даваат супер моки. Не. Овие што се за колена ти дава некоја стабилност, ти ги загрева колената и 20% намалува ризикот повреда. Ама ти ако ти падне тебе тегот на коленото, тој стегачот што ќе ти направи тебе? Тој ќе супермен ќе излезе, таму ќе те спаси. Или ајде појас е коректна работа која бркаме више максови. И сега некој има two schools of thoughts тука, едни ќе ти вика ако ставаш појас, нема твојот појас да го изградиш, односно корот. Ама па ти ако ставаш си безбеден на движењето, не гледам никаков проблем и да ставаш појас, секогаш кога дигаш малце потешко. Според мене подобро биди безбеден во моментот. Пак работи корот, пак ти 100 кила за 100 кила, не може да ме убеди мене некој дека нема тоа ефект. Ама од тоа аспект да. Али ти кој протеин да го, па кој брендови на протеин, па овој подобар од овој. Протеин е протеин. Гледај, викам, шо пише, 23 грама, таму шо вика, 27, 23. Колку сакаш да внесеш, ти шо мислиш шо дава протеинот? Моки. Ама мене многу ми се свига изразот што го кажа парализа од анализа. Се фокусирање на небитните нешта. Анализира небитна ствар. Треба да анализира тоа што рековме. Што кажа со зоните. Не јадеш доволно. Тоа изанализирај го. Или Колку потроши, колку ти треба? 3000 калории денес ти треба? Ги изеди ли бе, друже, 3000 калории? Ако не, ти знаеш ли кој пие протеин? Тој што треба да јаде 5000 калории и на крај на ден сватил дека му фали 60 грама протеин. протеин му фали, не калории. Му фали, значи он јадел 3 стека, Еден јадел макронутриент. кило салата, јадел сирења, јајца, се јадел што треба. Пола тинекс го купил и сваќа дека затоа што е про, затоа што живее и работи тоа, а не е хоби после работа саат време тренингче 2 пати у неделата. Да. Тој прво за тие били и на крај сваќа дека му фали 17 грама протеин и иде го бута и го. Тој пие протеин, ти изеди ги прво 2000 калории. Убаво. Квалитетно изеди ги, испи ги квалитетните води 2, 3, 4 литра. Наспи се убаво. Направи го ова неколку месеца и после кажи ми дали ти треба дали ти треба шек. Дај работи што се лесно контролира. Тука е тој израз парализа од анализа. На ова анализирај. Ова, спиење, јадење и пиење. И техника. Парализа од анализа, така ќе му ставам тајтл Paralysis by analysis. на видеото. Па тоа е тоа. Тоа е тоа. Само си проверам забелешките. Па дечки, тоа беше.
Се гледаме у следниот понеделник. Ај чао. Поздрав.